Добро утро од Собраниски брифинг. Како што кажа мојот колега Александар, гостин денеска е Драгица Ѓавачанова од СДСМ. Инаку овде во Собранието имаме богат собраниски ден. Имаме собраниска седница со повеќе точки на дневниот ред, неколку комисии и така натаму. Но пред се со Ѓавачанова ќе разговарам за денешните протести на ВМРО ДПМН по повод да се покаже патоказот што содржи за договорот меѓу Македонија и Бугарија, но ќе разговараме и за неколку други теми. Добро утро, Ѓавачанова. Добро утро, благодарам на поканата пред се. Така. Денеска ВМРО ДПМН веднаш ќе почнам со помалку политичко прашање, затоа што нели протестите денеска ќе се блокираат неколку раскрсници, две всушност кај Мавровка и кај Собрание. Сега ве прашам, како ги коментирате овие протести со оглед на тоа што ВМРО ДПМН се сомнева дека во патоказот ќе бидат вметнати сите оние барања, односно декларацијата што ја донесе минатата година Бугарија? Така е, но во изминатиот период ние сме сведоци дека ВМРО ДПМН единствено што го правеше се блокади, деструкции, обструирање едноставно на се што е во корист на граѓаните и на државата. Лично сметам дека граѓаните веќе јасно им е како бел ден дека Мицковски работи контра македонските интереси и на штета на државата. Меѓутоа, искрено, од ова ВМРО ДПМН е денешно и не очекувам ништо друго, освен да ги руши сите тие силни напори кои што овие денови сме сведоци дека се вложуваат на сите можни нивоа за да се дојде нели до таа првична меѓувладина конференција, односно на некој начин да се одглави тој блокиран процес на нашиот пат кон Европската Унија. Веќе повеќе пати е потенцирано дека нашиот став е јасен, но еве ќе кажам уште еднаш, значи за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет ниту некогаш се преговарало, ниту пак ќе се преговара. Што се должат тогаш овие протести? Воопшто не ми е јасно зошто Мицковски и неговата партија со најразлични лаги и измислици се обидува да ги подкопа фактички сите тие моменти кои што се случуваат, затоа што реално ова за нас е исклучително важен момент. На Ѓавачанова сепак од властите не слушнавме ниту што содржи португалскиот договор, да кажеме. Сепак можеби постои некаква сомнеш за целата за сите овие преговори меѓу Македонија и Бугарија? Така е, можеби, но оваа партија, срамно е да кажам, ама ниту Мицковски, ниту ВМРО ДПМН од тие сите силни пресови кои што ги одржаа денови, па и претходно, ниту еднаш не покажаа некаква поддршка кон овој процес, ниту пак испратија некоја позитивна порака за успех на самиот процес. А ова е исклучително важен чекор за нашата држава, треба сите да бидеме разумни, нели, и ако веќе не можеме да помогнеме, тогаш барем да не одмагаме со вакви, да речеме, внатрешни минирања на тие напори и такво не знаеме денеска протестот како ќе помине, но еве се сеќаваме, односно јавноста беше сведок на слични блокади кога се носеше преспанскиот договор. Но никако денеска гледаме напредок во односите Македонија-Грција. Например, на денешната седница на дневен ред се предлог закон за ратификација на меморандумот за разбирање меѓу двете влади, македонската и грчката, во врска со формирање на управувачки комитет за економска соработка. И потоа имаме уште еден предлог закон за ратификација на договор меѓу владите на Македонија и Грција, нели, за заемна заштита на за разменување на класифицирани информации, донесен во февруари, подпишан во февруари. Да, така е, но знаеме дека за преспанскиот договор воопшто немаше некоја блокада од страна на институција. Во тој период ВМРО ДПМН народски кажано играше седеше не на 2 стола, туку на 3 стола. Едно зборуваа по нивните партиски штабови, едни пресови имаа за јавноста, а па да не зборувам за надворешните меѓународни представници со сама некои трети изјави.
Сметам дека ВМРО ДПМНЕ во тој период мислеше оти може би се да само од решавање на тој проблем ќе излезе еве како издишан балон, условно кажано, и лесно ќе не победат на предвремените парламентарни избори, за потоа тие да можат да ги користат придобивките од овој договор. Но за среќа тоа не се случи и тие не успеа во своите дневно политички пласирања дека еве ние правиме некакво национално предавство и така натаму. Мислам, зошто тогаш не организираа никакви блокади и протести, ако сметаа дека е тоа национално предавство? За среќа, нели, тој договор е подпишан, придобивките ги гледаме денеска и во овие два закони кои што вие ги спомнавте. Сега може би за граѓаните кратко информативно е добро да знаат дека едниот се однесува на подпишување меморандум меѓу нашите две држави за формирање на комитет од 18 членови по 9 нели од двете држави. Би рекла овде дека еве треба да има представници на владата, минимум тројца представници на приватниот сектор, што е интересно, бидејќи фактички целта на овој комитет ќе биде интензивирање на економската соработка помеѓу двете наши држави. Или попросто еве за граѓаните тоа би значило дека нашите компании ќе добијат можност за нови пазари во Грција, влез на грчки капитал кај на суднивни компании, со тоа отварање на нови работни места. Еве да речеме, јас потекнувам од земјоделски крај, тоа многу ќе ни значи доколку земјоделските производи имаат пласмани во Грција, развој на туризмот и други економски области кои што се од бенефит за граѓаните. Во однос на другиот предлог закон кој што го спомнавте за класифицираните материјали, станува збор накратко кажано за безбедносните структури, односно политики во двете држави, од безбедносен аспект со оглед на тоа што и двете земји се нели членки на НАТО, заштита на границите меѓу нас, службите кои што ги обслужуваат овие структури и реално очекуваме соработката при нашите држави, бидејќи конечно нели тргна на добро со јужниот сосед, да се продлабочи, бидејќи сметаме дека пријателството може само бенефит да донесе и по тој правец би продолжили во иднина, не само со нив, туку и со сите други. Со Бугарија. Па да, секако. Верувате ли дека Бугарија ќе ја дигне рампата за да почнат преговорите со Македонија и Европската унија? Па ние сме сведоци дека високи државни нели тимови составени од представници од владата, од експерти во тие области работат макотрпно секојдневно, да речем, на решавање на овој проблем. Јас лично сум оптимист дека конечно ќе се изнајде решение на тој проблем, но секако и да има блокади, тоа не би требало да не демотивира, затоа што ние како партија со нашите коалициони партнери сме решени европските вредности да ги донесеме овде. И мислам дека тоа и секојдневно, нели, да, Европа дома се гледа низ носење на најразлични закони и други постапки. И Европа се гледа дека ни дава зелено светло за сите тие напори кои што сме ги вложувале досега и моментално ги вложуваме. И мислам дека ќе го вреднува тој наш интензивен напор да се обидеме да дојдеме конечно до тоа решение со Бугарија, после многу години и како што изјави во една пригода и нашиот премиер, после тие преспански договор, нели договор за добрососедство, мислам тоа е најголема потврда за нашите искрени намери за добрососедство. За локалните избори на врата ни се веќе пред врата веќе и така натаму. Сега да прашаме еве дујне изненади со зелената агенда, подготвували се да сама никакво изненадување, како те настава? Па јас не би ја коментирала одлуката на нашиот коалиционен партнер и нивната политичка определба. Пред се честитки за нивниот 19-ти роден ден и што конечно ја заокружија таа етничка агенда и како најголема албанска партија се тргна кон работење на политики повеќе со граѓаните. Не дека и досега тоа не го правеа, меѓутоа
Добро е што на врвот на своите приоритети имаат една модерна политика, односно зелената агенда, која што за волја на вистината е заедничка агенда и за нас и за нив. Мислам, тоа се покажува секојдневно, конкретно последно преку инвестицијскиот план, кој што го промовираше премиерот и нашите економски министри. Значи има низа на проекти кои што се по подготовки, кои што се случуваат. А што е со СДСМ, ти имаме ли изненадување од страна на СДСМ? Пак ќе треба малку да почекате, бидејќи мислам дека е рано да зборуваме за тоа. Веројатно знаете дека партијата денеска има централен одбор на своите органи. Во моментов ги конструираме и работните тела. Има време, значи, да не брзаме. Да. Така. Да. Сакам да прашам, повторно ќе се вратам на денешната собраниска седница. Тука имаме закон за земјоделско земјиште. Што содржи овој закон? Имаме неколку интересни закони. Тука е, например, и законот за основно образование, поднесено од ВМРО ДПМН. Би ве прашала и што предвидува тој закон, но сепак седницата има нели 20 на точки денес. Седницата имаше до вчера 47 точки, меѓутоа е дополната со нови, значи околу 55. Околу 55 точки. Јас ги видов овие два закони. Што е со земјоделското земјиште? Законот за земјоделско земјиште е поднесен од нас група пратеници. Именно во текот на корона пандемијата, сета криза што беше предизвикана и други финансиски проблеми, околу 400 на број, можеби малку не изгледаат, меѓутоа тоа не е занемарлива бројка на земјоделци кои што се корисници на државно земјоделско земјиште, не успеа да го платат всушност закупот за претходната година. И автоматски државата им го раскинува договорот. Сега со намера ние да излеземе во пресрет на тие земјоделци, бидејќи доколку законот доаѓа преку влада, тоа би се одолжило, како што знаете, во соработка со највисоките структури на Министерството за земјоделие, стапивме нели во контакт, се подпишавме на овој договор и всушност на овој предлог закон и со него предлагаме, значи, доколку во периодот додека не им се одземе владението на земјата, бидејќи тоа реално трае една година, тие успеат да ги платат, да го платат закупот, казнената камата и оштетата нели што треба и достават доказ до Министерството за земјоделие да тоа автоматски пак им се врати на користење. Бидејќи ефективно тие се сегашните корисници и така би била изгубена една година за џабе. Така, сакам да прашам и многу накратко за и моето последно прашање. Воно поднесе закон за основно образование. Што бараат? Во законот за основно образование кој што го добивме како материјали, тие бараат измена на 2 члена, овде би ги цитирала за да не дојде до некоја забуна. Имено станува збор прво за членот кој што ги објаснува целите на основното образование, тоа е член 7 поточно. Значи, во постоечкиот член има наведено национални стандарди, кои се, односно, ќе морам да цитирам за да стане појасно на гледачите, значи, меѓу другите цели на основно образование, во ставот 3 од овој член, се наведени постигнување на националните стандарди за учениците во основното образование од подрачјата. И овде се наброени подрачја јазична писменост, изучување други јазици, математика, природни науки, технологија, дигитална писменост, личен и социјален развој, демократска култура и граѓанство, предприемништво и финансиска писменост и уметничко изразување, култура и мултикултура. Сега тие бараат конкретно во овој став што го прочитав, после зборовите изучување други јазици да се вметна зборот историја и автоматски тоа повлекува во наставниот план, односно во член 30 на нивно барање, да се вметне нов став 2, со кој што при утврдување на концепцијата за основно образование, министерот треба да се раководи од овие изменети цели.
Што не е прифатливо? Во однос на ова, јас како наставник, бидејќи не е јасно ние што содржи Законот за основно образование, со него во членот 7 не се воопшто регулирани наставните предмети. Туку тоа се наставни подрачја преку кои што ќе се реализираат компетенциите што учениците треба да ги усвојат во текот на основното образование. Нема потреба да се вметнува запетка и потоа да стои историја и така натаму. Точно. Само ще една секунда, за по-детални информации, тој што го интересира националните стандарди ги има на сајтот на МОН, не се воопшто тајни и ќе им биде јасно. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и на вас, ужива во исцрпни информации. Ви благодарам. Благодарам. Студио, ова беше нашиот разговор со пратеничката од редовите на СДСМ Драгица Ѓавошанова.